Добре дојдовте во Акцент. И во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ви подготвивме повеќе содржини. На почетокот од емисијата ќе видите како помина посетата на општина Кичево од страна на делегацијата на Европската Унија, предводена од евроамбасадорот Самуел Жбогар. Самуел Жбогар одовде од Кичево ја промовираше и новата кампања на Европската Унија со наслов Европската Унија за тебе. Во продолжение на емисијата, исто така, ќе имате можност да проследите и репортажа од прославата за дочекот на кинеската нова година во Кичево од страна на кинеските работници кои што работат на автопатот Кичево-Охрид. Изминатиот викенд во Националната установа Центар за култура Кочо-Рацион од Кичево беше одржана промоција и на мултимедијалниот проект Континуум од страна на уметникот Игор Јосифов од Кавадарци. И за крај на ова издание на Акцент ќе го проследите и интервјуто со командирот на територијалната противпожарна единица од Кичево, магистер Горан Соколевски, со кого што разговаравме околу работата на оваа единица. Акцент започнува. Следете не. Делегација на Европската Унија, предводена од евроамбасадорот Самуел Жбогар, во петокот беа во официјална посета на општина Кичево. Амбасадорот оствари едночасовна средба со градоначалникот на општина Кичево Фатмир Дехари, со кого разменија мислења околу проектите поддржани од Европската Унија, меѓу кои е изградбата на пречистителна станица за отпадни води и главен колектор од 4 километри. Thank you first for making such a great summary of our discussion. Значи, прво би сакал да ви се заблагодарам за многу доброто резюме кој што го направивте, господине градоначалник, во врска со дискусијата која што имаме денеска со вас. Мислам дека вие веќе скоро се покривте, така да мислам дека нема што да се додаде. На вистина би сакал да ви се заблагодарам за топлото добре дојде кое што ми беше денеска дадено од страна на вашата општина. Би сакал исто така да искористам оваа можност да ви се заблагодарам за соработката, исто така за благодарноста која вие ја изразивте за соработката која сме ја имале во последните неколку години. Значи, веќе, како што кажа самиот градоначалник, навистина ние како Европска Унија ќе финансираме тука во Кичево еден од најголемите проекти кои што се поврзани со животната средина, а тоа е поврзано со изградата на пречистителна станица, после кој ќе има и еден додатен друг проект за замена на сите канализацијски цевки, како и изградба на станица за секундарната мрежа за другите, значи села кои гравитираат во општина Кичево. Подоцна, јас лично ќе го посетам овој проект и исто така ќе го користиме нашето присуство, го избравме токму Кичево за да го лансираме самиот почеток на кампањата за помошта која Европската Унија ја дава на вашата земја со посебен фокус на животната средина. Граѓаните се тие кои што живеат во самите општини, тоа се луѓето кои што живеат во самите општини. И ако човекот сака да има подобро разбирање во врска со предизвиците или проблемите со кои се соочуваат граѓаните во општините, тогаш истинската адреса се разбира да се разговара со самите градоначалници. Така да, причината за мојата денешна посета е токму тоа да слушнам од самиот градоначалник во врска со предизвиците со кои се соочува, во врска со тоа како функционира процесот на децентрализација, во врска со тоа врз што се заснива економијата во вашата општина и во врска со други прашања со кои што треба да се справи челникот на оваа општина. Се разбира дека на самиот крај на наша дискусија ние заедно со градоначалникот разменивме мислење во врска со политичката ситуација во вашата земја и никако и за нас како Европска Унија се разбира дека со нетрпение чекаме вашата новата влада да се сериозно ангажира и на вистински начин да се
ангажира во реализирање на реформите кои што се неопходни за излез на вашата земја од политичката криза, како и за обезбедување на подобар живот за вашите граѓани. Евроамбасадор Чбогар изврши увид и во изградбата на пречистителната станица на урбани отпадни води. Главните проектни партнери на Европската Унија се Министерството за животна средина и просторно планирање, Општина Кичево и јавното комунално предпријатие Комуналец. Соработката меѓу инволвираните страни е есенцијална кога станува збор за изработка на релевантна документација и организирањето состаноци и посети на лице место, активности кои што се неопходни за непречено одвивање на проектите. Во април 2016 во Општина Кичево почна изградбата на пречистителната станица за отпадни води со капацитет за 32.000 жители, како и изградбата на главниот колектор со должина од 4 километри. Овој договор е склучен со фирмата ВТЕ Васертехник и е со вредност од околу 6,9 милиони евра. Договорот за надзор беше потпишан со Рутекс, а активностите во овој проект се одвиваат поспоро од планираното, но со задоволителен квалитет. Изградбата на пречистителната станица, надзорот и Кичево 2, истражување и подготовка на тендерот се во вредност од околу 7,5 милиони евра. Во рамките на ИПА-2 програмата предвидена е инвестиција од вкупно 15,6 милиони евра. Ова ќе опфати рехабилитација и проширување на канализационата мрежа во Општина Кичево и доградба на пречистителната станица. Во моментот е во фаза на изградба со капацитет за дополнителни 16.000 жители. Целите на проектите од ИПА-1 и ИПА-2 се отпадните води кои се собираат во Општина Кичево да се третираат во согласност со стандардите поставени во Директивата на Европската Унија за урбани отпадни води. Делегацијата на Европската Унија во Македонија, токму од Кичево, ја започна и кампањата Европската Унија за тебе. Главната цел на кампањата е подигање на свеста и информирање на јавноста за помош на Европската Унија во земјата. Кампањата Европската Унија за тебе има тематски пристап и ќе започне со истакнување на важноста на одржувањето на чиста животна средина, една од клучните политики и секторски приоритети на Европската Унија и област во која Европската Унија инвестира. Во текот на пресконференцијата, евроамбасадорот Чбогар истакна дека целокупната помош од Европската Унија во областа на животната средина изнесува повеќе од 80 милиони евра во рамките на ИПА-1 и дека е планирана натамошна поддршка во вредност од 100 милиони евра во рамките на финансиската распределба од ИПА-2. I'm very happy to be able to wish you Навистина сум многу среќен што можам да ви посакам и не толку добре дојде, имајќи во предвид дека е многу ладен зимски ден. Денеска делегацијата на Европската Унија го означува почетокот, како што веќе кажа мојата колешка, на кампањата која што со време трајање од 1 година, кампања која што е дизајнирана со цел да ја подигне свеста за вредностите на Европската Унија, како и за важните практики. Оваа кампања и исто така дизајнирана да ги информира јавноста за помошта која Европската Унија, која незините даночни обврзници ја даваат на граѓаните на оваа земја во клучни сектори. И токму поради оваа причина, оваа кампања е наречена ЕУ за тебе. Исто така, животната средина се појави како вистинска тема за отварање на оваа денешна кампања, како што веќе ви е познато, самата заштита на животната средина представува еден од врвните приоритети на Европската Унија и навистина постои една многу солидна причина за ова. И покрај пример неколкуте подобрувања, сепак квалитетот на самиот воздух, всушност загадувањето на воздухот се уште е главниот причинител за околу 400.000 прерани смртни случаеви во Европа секоја година. Самото загадување на водата исто така останува огромен проблем во многу места, така да самиот смет кој што нашите општества го произведуваат исто така се зголемува секоја година. Како причина, исто така ние гледаме и по екстремни временски услови од порано кои што изискуваат и поголеми финансиски импликации и друго. Ние исто така сме свесни дека назначените, тоест набројаните проблеми кои што биле
во изминатите неколку месеци се повидливи тука отколку во земјите членки на Европската Унија. Исто така, во изминатите неколку години Европската Унија има обезбедена значителна помош, финансиска помош. Тоа е 80 милиони евра кои што се дадени за реализација на проекти поврзани со животната средина во оваа земја. Се работи за проекти кои што имат непосреден ефект врз самиот квалитет на живот на локалното население. Во дополнение, овие проекти исто така придонесуваат кон глобалните зафати за заштита на самата природа. Исто така, причината поради која го означуваме почетокот на ова кампања денеска во Кичеве, токму поради тоа што оваа општина представува домаќин на еден од најголемите проекти кои што ќе се реализираат, поврзани со животната средина. За оваа цел Европската Унија обезбеди 7 милиони евра за техничка помош, како и за изградба на пречистелната станица за отпадни води. Значи, проект кој што пред малку го посетивме и се разбира дека овој капацитет исто така ќе помогне за да ги одржи самите реки чисти, како и да ја намали самата штета која што сметот и ја прави на природата како и на здравјето воопшто. Ако можам, значи да бидам со попластични термини да се изразам, овие 7 милиони евра кои што Европската Унија ги обезбедува за изградба на пречистителната станица, значи се исто така поврзани за изградба на канализацијска мрежа, која што досега не била ефективна, што значало дека сите отпадни води, значи досега не се собирале и не се третирале. Со изградбата на пречистелната станица сите, значи отпадни води кои што досега се пуштале во реката Зајас и во реката Треска, завршувале во реката Вардар, на тој начин загадувајќи ја целата земја. Значи, самата цел на овој проект кој што го реализираме е да се изгради еден единствен колектор или пречистителна станица за третирање на отпадните води во Кичево и тоа да биде во согласност со стандардите на Европската Унија, како и со директивите на Европската Унија. И исто така, мора да признаеме дека предизвиците кои што се поврзани со самата животна средина вистина остануваат многу сериозни. Јас тоа лично го имам видено во последните 6 месеци на мојот престор во вашата земја. Сите имаме видено, значи, високо ниво на загадување на воздухот не само во Скопје, туку и во другите градови на вашата земја, која што на вистина представува опасност за нашето општо здравје. И друг проблем кој што обстојува е несоодветното третирање на самиот смет кој што ја загадува самата почва, кој исто така поврзана со безбедноста на храната во вашата земја. Европската Унија има направено многу во овој контекст, меѓутоа посериозен ангажман се очекува од локалните чинители. Исто така, значи имаме видено дека има ограничено во минатогодишниот, значи овогодишниот извештај за вашата земја, произведен од страна на Европската комисија, имаме констатирано дека има ограничено подобрување на квалитетот на воздухот во вашата земја како врвен приоритет со кој што треба да се занимава или ангажира новата влада веднаш штом ќе стапи на сила, треба да го ратификува договорот од Париз како глобален акционен план за превенција на опасните климатски промени. Меѓутоа мора нешто да се подвлече, дека никако Европска Унија не можеме да ја замениме работата која што треба да се направи од домашните власти. Ние ќе продолжиме како Европска Унија да дадеме помош во секторот за животна средина, што се однесува од финансиски аспект, како и советодавна улога. Се разбира дека веќе ги спомнав дека во последните 7 години нашата помош била 80 милиони евра, сега ќе има значително
зголемување од над 100 милиони евра од ИПА фондовите кои што се планирани да се дадат на овој сектор, тоест на секторот за животна средина до 2020 година. Токму ова е тоа што Европската унија го прави за вас, за граѓаните, меѓутоа, како што реков, не може да ја замени работата на локалните чинители, како и во секое друго партнерство, за да се има успех и се изискуваат напори исто така од страна на властите, граѓанското општество и секој граѓанин поединечно. Токму затоа, драги дами и господа, самата заштита на животната средина сигурно дека е нешто кое што не може да се постигне, да се реализира преку ноќ. Меѓутоа, тоа исто така представува нешто за кое што немаме друг избор, освен да продолжиме да го дадеме нашиот максимум. Имајќи во предвид дека промените во животната средина се исто така многу тврдоглави или обстојуваат повеќе отколку нашиот капацитет да ги запоставиме или да ги подцениме истите. И токму поради тоа што тие го стават под знак прашалник и самата благосостојба на сите нас и на генерациите кои што следат, додека ние можеби нема да доживееме, да ја видиме целосната реализација на ова наша амбиција. Меѓутоа, ќе го имаме задоволството или сатисфакцијата да знаеме дека оставаме еден свет на нашите деца далеку подобар, токму поради тоа што сме го направиле ние. Само да кажам дека во оваа кампања животната средина е нашиот прв фокус, понатаму подоцна другиот фокус ќе биде ставен врз развојот на човечките ресурси, како и економскиот развој. Би сакала да ви се заблагодарам за покажаниот интерес и што бевте денеска со нас во кампањата ЕУ за тебе. Во Кичево, Европската Унија обезбеди финансиски средства во износ од 5,2 милиони евра за изградба на пречистителна станица и главен колектор од 4 километри. Проектот во вкупна вредност од 7,5 милиони евра се реализира во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, општина Кичево и јавните комунални претпријатија. Со голем огномет и во Кичево беше дочекана кинеската нова година. Кинеските работници кои работат на изградбата на автопатот Кичево-Охрид беа домаќини и организатори на оваа прослава на која беа поканети повеќе гости. Кинеската нова година, позната и како месечева нова година, и секоја година се слави на различен датум, а паѓа на првата млада месечина од првиот месечев месец или околу 4 до 8 недели пред пролетта. Датумот е секогаш помеѓу 21 јануари и 21 февруари според Грегоријанскиот календар. Традиционално оваа прослава е одбележана со едно од 12 животни кои се основа на кинеската астрологија, а оваа нова година е година на петелот која започнува на 28 јануари и ќе трае 13 лунарни месеци, додека следната посветена на петелот ќе биде дури во 2029 година. Since Kichevo to Ohrid mode. Откако започна изградбата на автопатот Кичево-Охрид веќе поминаа 2 години. И сакам да изразам најголема благодарност за македонската влада и македонските граѓани кои што ни излегоа во пресрет и кои што ни помогнаа во изградбата на овој проект. Исто така голема благодарност за сите вработени кои што работат на овој проект, за нашите инженери и надзорот, главниот надзор. И се надеваме дека во оваа нова 2017 година исто така како и досега ќе имаме многу добра работа и соработка со сите наши македонски вработени, граѓани и владата. Од денеска почнува кинеската нова година и следните 7 дена исто така ќе трае и јас им посакувам добра среќа на сите. Среќна нова година. Thank you, Macedonia. Thank you, Macedonia friend. И благодарам на Македонија, и благодарам на македонските граѓани, и благодарам на сите македонски вработени. Јас сум 27.000 километри оддалечен од мојата земја, од мојата фамилија, од мојата сопруга, од моето бебе, но вие сте овде вака со мене, вие ме поддржувате, ми давате поддршка да останам понатаму овде вака да се изработи овој проект до крај. Ве благодарам и ве сакам сите. Во Кина е позната и под името Пролетен фестивал и го наговестува почетокот на пролетта, односно крајот на зимскиот
Олимписките денови. За кинезите ова е најголемиот традиционален празник за кој најмалку 2 милиарди кинези се собираат и се враќаат од сите краеви на светот за да бидат заедно со своите семејства. Вечерта кога се прославува новогодишната ноќ уште се нарекува лунарна новогодишна ноќ или семејно обединување. Во центарот на вниманието е и храната, а особено е важно да се јадат многу сладки, бидејќи се сметаат за можност да се заслади новата година. Традиционално се јаде пудинг од ориз, кандирано овошје и семки. Славењето трае цели 15 дена, се до мала нова година, кога семејствата официјално се разидуваат, а некои членови се гледаат со семејството на следната кинеска нова година. Од крајот на јануари до средината на февруари овој празник се слави во континентална Кина, Тајван, на Корејскиот полуостров и во Виетнам, како и во некои од поголемите градови во Европа и во САД, каде што живее бројна кинеска заедница. Во рамките на патувачкото изложување на последното творештво на уметникот Игор Јосифов Континуум, дел од македонската јавност има прилика директно да се запознае со неговата работа. По премиерното представување на 14 декември 2016 година во Младинскиот културен центар во Скопје и представување пред тетовската публика во уметничката галерија на 18 јануари, на негова листа дојде и Кичево. Во Центарот за култура Кочо Рацин беа презентирани уметничките филмови на уметникот, а потоа присутните имаа можност да го проследат неговиот перформанс, каде што главна алатка е оганот. Преку огнената рефлексија на платно и хартија, што Јосифов наменски ја подготви за предкичевската публика, љубителите на уметноста директно сведочеа на создавање на дело во самиот миг. Првиот настан кој што овде се реализира во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево е проектот, самостојниот проект на уметникот Игор Јосифов од Кавадарци, кој што вечерва во Кичево ќе го промовира под насловот продолжение или продолжување. Веднаш до мене господинот Јосифов, честитки за вечерашната изложба, вечерашниот проект и еве накратко ако може што точно ќе содржи самата промоција вечерва. Фала ви. Вечерва имаме значи проекција на филмови, а филмовите се сум ги снимал, значи има нов филм премиерно вечерва што е поврзано ствари насловот Континуум или продолжување е од тоа дело и тоа е снимено само во Македонија. Другите дела се Сан Франциско, Северна Калифорнија, Монтана и сите филмови го прославуваат оганот или техниката со оган со која што работам активно последните 10 години. И овде исто така може да видиме дела кои се направени од оган и има различна селекција на дела кои што се поврзани со самата идеја за изложбата. И значи имаме од огнена рефлексија на специјална хартија до инсталации и филмовите што бидат прикажани. Со каква тематика се филмовите кои што скулптури се? Исто. Значи тематиката во зависност од филмот вечерва ќе ги видиме Witness, каде што учествува и Катарина Ивановска, а го снимавме во Окланд и тој беше сниман, значи идејата на самиот фестивал Сан Франциско International Art Festival беше надзор или surveillance и темата на целиот филм се движи околу тоа, надзор и како да бидеш надгледуван и се на некој начин кога ќе го видите филмот, мислам ќе видите како се развива се околу идејата се развива и се врти околу мета. А што сме сите на некој начин сами на себе и после тоа имаме Burning Words, каде што го снимав во Северна Калифорнија, и исто така Taming Fire, што е сниман во Монтана и во Сан Франциско, и исто така Artist Profile филм, каде што процесот на работа сега од 2016 што прави во Сан Франциско, со стаклени скулптури, имаме 2 стаклени скулптури исто така тука да се видат и мислам дека тоа е тоа, ако не. Каде се досега ги имате промовирано овие ваши изработки и филмовите? Дали е ова прв пат во Кичево или претходно бевте и во други градови низ Македонија?
Во Кичево ми е прв пат и да дојдам, и баш ми е мило што сум тука. Значи, оваа изложба беше во Скопје, во МКЦ, во културниот центар, исто така во Тетово, во галеријата Стар Амам од крај на 15 век и сега тука. Па нормално дека морам, пошто сум од Кавадарци, да направам во Кавадарци пред да заминам. Следната недела имам проект во Бон, во Германија, па после тоа се враќам, па заминувам Сан Франциско, проект перформанс и изложба на која што работам цела година ќе биде во Чикаго на 22 април во Defibrillator Art Performance Art Gallery, и тоа на некој начин континуум што го гледаме вечерва ќе има дел од тоа и во Чикаго, и исто така со нови дела инсталации. И Чикаго уствари е за окружување или финализирање на ова продолжение. Така, од сите овие елементи кои што се присутни на вечерашнава промоција тука во Кичево, забележително е дека сте, можам да речам, мулти уметник, така што јас би ве прашал, еве, дали се пронаоѓате во некоја одредена насока, дали може би снимање на филмови, изработка на скулптури, некои други уметнички дела, или сепак вас ве импресионира и ве задоволува она што е мулти медијално и сите тие работи кои што, ете, може би вие ги соединувате и во едно? Па, за мене, например, креативниот процес е најважен, и ова што почна со оганот, ствари беше инспирација од перформанс и постана техника која што работам и во студио, и научив многу од самиот процес, и после тоа на некој начин многу ми е важно да го споделам тој креативен процес, а во исто време да соработувам со, например, филмовите. Имам соработка со најразлични музичари, режисери, уметници, фотографери, значи од насекаде на светот, и наоѓаме, значи идејата иде прва, и во согласност со идејата и нормално колаборацијата, соработката, со текот на соработката се раѓа уметност. Например, музиката за Witness е направена од Ашраф Катеб, музичар од Берлин, и значи секоја секунда од филмот концептуално го подржува филмот на тематиката и на идејата, а сите други филмови исто така сите си имат свој саундтрак или музика што го подржува концептот. И дури до аутфитите на Witness се направени од Милена Атанасова, и Антай, последниот проект. И така да многу е важно да на некој начин, како што медиумите се инспирираат сами од себе, така и соработката со уметниците и нови проекти се раѓаат со самата работа. Имате ли веќе испланирано некои ваши активности за ова тековна, нели, 2017 година, која што туку започна? Ова секако ви требало, верувам, и многу време додека ги спремате сите овие работи вечерва што ќе ги представите пред кичевчани. Што еве да очекуваме како ваши активности и ваши дела за оваа 2017 година? Па за оваа, значи правам, започнав од 2016, ама во 2017 планирам правам скулптури и планирам да направам 150 овие, а сите се различни. Дали се гледа. И овие ќе бидат инсталација за филм што се вика Ocean Bread, и ќе бидат и индивидуално се како своји скулптури, а заедно во инсталација ќе бидат дел од филм. Значи се некако поврзано. И тоа е едниот, исто така имам перформанси што ги спремам, значи во Берлин, во Бон сега и Чикаго, па работиме на Охридско лето, ќе видиме како можно е тоа летово. Нонстоп има движење и работа. Ти благодарам што одвои време да бидеш дел од нашата емисија. Посакувам успешна промоција овде во Кичево и многу успех понатаму. Фала ви, многу поздрав.
Перформансите на Јосифов не се често изведувани, туку се карактеризираат со ексклузивност. Ова беше ретка можност да се присуствува точно во сршта на еден уметнички момент. Токму овој мултимедијален проект првенствено се презентира во Македонија, а во април 2017 година ќе отпатува за Чикаго, каде ќе биде изложен во тамошната галерија. Колку е важно организирањето и работата на територијалната противпожарна единица од Кичево, сигурно дека сите знаеме, меѓутоа еве во оваа емисија на Акцент, почитувани гледачи, одлучив малку одблиску да се запознаеме токму со ова организација, односно територијалната противпожарна единица од Кичево. Мој соговорник во Акцент е командирот на територијалната противпожарна единица од Кичево, магистер Горан Соколевски. Господин Соколевски, ви благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете гостин во емисијата. И еве на почетокот сакам, како што кажав, нели и на почетокот, да ги запознаеме нашите гледачи малку одблиску со територијалната противпожарна единица од Кичево, од кога постои, како е организирана самата работа, кои ресурси во моментов ги има и се она нели што е карактеристично. Најпрво поздрав за вашата телевизија и до сите мои сограѓани кичевчани и сите што ја гледаат вашата телевизија. Противпожарната единица во општина Кичево како професионална постои од 1946 година, а во противпожарниот дом е пуштен во потреба во 1956 година, кај што се наоѓаме и ден денес. Во општина Кичево, како доброволни противпожарни друштва, имаме во моментот 6 и тие се наоѓаат во општина во село Другово, Мамудовци, Стрелци Гарани, Челопеци и самата општина Кичево имаме доброволно противпожарно друштво Зора. Овие доброволни противпожарни друштва соработуваат со нашата професионална противпожарна единица во смисла на организирање на противпожарни квизови, доаѓаат тука по повод 20 мај, кога ни е денот на пожарникарите. Сите активности што ги имаме како професионалци ги поврзуваме со самите друштва и при поголеми интервенции тие друштва ги активираме на пожари каде што се ангажирани поголем број на луѓе, средства и како така ни излагаат секогаш во пресед за нашите потреби. Најпрво би истакнал дека територијалната противпожарна единица е јавна, стручна и професионална единица за оперативно гасење на пожарите како главна професионална дејност и како таква во одредени случаи вршиме и технички интервенции од делокругот на нашето работење, што се подразбира сообраќајни незгоди кај што ваѓаме лица од самите сообраќајки, но и други технички интервенции како се исцрпување на вода и други кои што се во домен на нашето работење и за потребите на нашата општина. Како раководител на територијалната противпожарна единица сакам да истакнам дека имам одлична соработка со сите институции, што во овој момент не би ги издвоил, бидејќи соработуваме со сите и нашата примарна цел е да имаме исклучително добра соработка и со самите граѓани, бидејќи тие ни се најглавниот фактор за нашето успешно работење. Соработка со граѓаните ни е на високо ниво. Морам да истакнам дека и со учениците во сите училишта имаме континуирана соработка и едукација, така да со самото тоа што го кажувам, може тоа да се види и во изминатиот период и години, дека тендот на пожарите од година на година зема се помал број. Така да имаме намалување на тие пожари. Што се однесува до опремата и средства со кои располагаме, во моментов имаме, можам да речам, доволен број на вработени во единицата и определен број на противпожарни возила. Но ние како единица, секогаш и секоја единица тешне да имаме што поголем број на вработени, поголеми средства и опрема, бидејќи бидеме и поефикасни за самите граѓани. Можам да кажам дека имаме во моментот 6 противпожарни возила, кои што носат различна количина на вода и кои што се со различна намена. Имаме техничко возило кој што така го викаме стручно, кој што одиме на сообраќајки, каде што извлекуваме луѓе од тие незгоди, значи со агрегати опремено со клешти и ножици за спасување на луѓе, кој што исто така носи одредена количина на вода, за после таа работа за сето тоа да се доведе во првобитна состојба, да се очисти, да се среди и така натаму, да може сообраќајот да се одвија во најдобар ред. Имаме противпожарни возила кои што носат по 4 тони на вода, исто опремени со исти клешти и ножици справи за работа во сообраќајки. Имаме цистерна која што има 7 тони на вода,
така да имаме возило кое што има и вода и прашак, и тие возила ги користиме во зависност од тоа каква дојава имаме добиено. Значи за различен пожар користиме различни возила. Ако се работи за некои постојки кои што се под напон, електрична струја да решам, користиме возило кое што користи нормално прашак и од една количина на вода. Ако имаме дојава за некој пожар кај што гори сосема некоја класа на пожар кај што имаме потреба од вода, одиме со тоа возило. Така да во моментов можам да речам дека единицата е солидно опремена. Имаме добро обучени луѓе кои што работат тимски, работиме 24 часа во текот на денот и ноќта. Значи нашиот телефон 193 е достапен за граѓаните 24 часа од доменот на нашето работење, секогаш излегуваме во пресед и со сите наши сили и можности им излагаме во пресед да им помогнеме на нивните барања. Се надевам дека тоа може уште подобро да го кажат и самите граѓани кои би направиле некоја анкета. Се надевам дека сигурно би кажале добри зборови, бидејќи соработката, како што спомнав претходно, ние на едно навистина високо ниво. За илустрација можам да кажам дека неколку пожари кај што се вака позначени и побитни, и самите граѓани се вклучуваат во гасењето на пожарот, а доста помагаат, како се спомнав, и доброволните противпожарни друштва. Со самото наше доаѓање, некои од нив веќе се активирани и се активни на самиот пожар, што допринесуваат пожарот да не добие на неговиот интензитет и штети да бидат што е можно помали. Со оглед на вашата динамика на работа и сето она што како предмет на работа го имате, може ли да направиме една анализа за сите оние активности кои што ги имавте изминатата 2016 година, па добро е нели можеби да направиме и една компарација и со претходната година, да ни кажете дали појавата на шумски пожари, на пожари на објекти и така натаму или сообраќајни несреќи каде што вие сте интервенирале. Значи каква е бројката и оние статистики за 2016 и споредба со претходната година? Да, секако ќе ви кажам, во 2015 година имавме пријави 208 за интервенции за пожари, од кои 176 биле пријави за пожар, од кои 22 пријави биле со поголема материјална штета, што рачунаме над 10.000 денари, а 32 биле технички интервенции. За споредба, како што кажавте, во 2016 година имавме 139 интервенции, од кои 117 беа пријави за пожари, од кои 18 беа со поголема материјална штета и 22 технички интервенции. Што значи, кога ќе испоредиме овие две изминати години, ќе дојдеме до заклучок дека во 2016 година сме имале 69 интервенции помалу. Меѓутоа, ако земе статистика и за изминатите години, од 2015 година па наназад, ќе видиме дека трендот на намалување е постојано присутен, што значи дека свеста и одговорноста кај самите граѓани, кај самите собственици на објектите, од ден на ден станува поголема и со самата свест, но и со начинот на кој што превентивно укажуваме, делуваме, соработуваме, се сослушуваме и едноставно ги прифаќаат и нашите сугестии и се однесуваме сите поодговорно. А тоа е, морам да кажам, во интерес на сите нас. Така, добар е, да кажеме, добра е ова констатација која што ја кажавте вие дека има тренд на намалување на појава на тие пожари. Меѓутоа, интересно е можеби да споменеме и за овој прв месец, нели, од 2017 година. Знаеме дека се наоѓаме во зимски период кога можеби шумските пожари и несвојствено е толку често да ги има, се разбира доколку човечкиот фактор не направи тоа да го има. Поминавме јануарски месец кој што навистина беше ладен со снег и така натаму. Каква е статистиката за јануари месец 2017, па можеби ако го споредите и со минатата година? Ако споредиме со минатата година, оваа година имаме потpuno чечам намалување. Меѓутоа, до сега, до 31. јануари, сме имале вкупно 13 интервенции, од кои сите биле интервенции на пожар, од кои 3 сме имале со штета. Јас повторно ќе кажам и се надевам на свест и на совесноста на граѓаните, да поготово за отворените шумски пожари, што вие ги напомнавте во вашиот вовед, да се води поголемо внимание за тие отворени пожари да не се палат,
поготово е што сега ве на прагу да ќе ми ни доаѓа, можам слободно да речем веќе пролета за месец и половина. Значи би апелирал дека повеќе се прави штета на земените, односно земјоделските површини со палење на стаништата и на нивите, отколку што имаат корист. Самата почва, ако приносот бил поголем, со самото горење на тие тревнати површини се намалува нивниот принос, што значи штетата повторно ја имаме ние сите како граѓани. Не би сакал значи да се повторуваат изминатите години, да речем 2007 година и натака, кога имавме големи шумски пожари. Вие знаете пожарот во Црвеси кај што изгоре голема количина на бор, кај што сите значи институции, сите во градот и околните општини дојдоа да ни помогнаа, меѓутоа за жал тоа остана сега, морам така да констатираме, остана една голема празнина, значи непошумена, кај што било кој ветар и било што да се случи таму, значи луѓето не може да едноставно нормално да функционираат, не може да отворат прозор, не може да излезат значи во своите домови, така да тоа е штета за сите нас и затоа апелирам да поголема свесност и поголема одговорност од сите нас. Сите вие кои што сте дел од противпожарната екипа овде во Кичево, сигурно дека поседувате и голема стручност и голема желба, нели, да излезете на терен и да помогнете секаде каде што е тоа потребно. Меѓутоа многу често вашиот живот е изложен и на ризик, дали е тоа пожар на отворен простор, дали е во стамбен простор и така натаму, секогаш ризикот по живот е голем. Сите вие што сте дел од оваа противпожарна екипа, сигурно дека поседувате и одредена вештина, одредени способности кои што секако дека ги поминувате низ одредени обуки. Што е потребно еве за еден професионален пожарникар да може да се справи со сите тие неизвестности кога ќе излезете на терен? Најбитно е секојдневна и континуирана обука, бидејќи пожарникарството и обуката не завршува со едно обично учење или со еднодневна настава. Значи пожарникарот мора да се обучува секојдневно во својата работа, бидејќи секој пожар за себе е специфичен и никогаш нема да најдете никаде два исти пожари. Поготово што сега технологијата и техниката на грејење во становите, на домовите, значи плинските уреди, па морам да речам електричната инсталација, другите грени тела, значи техниката е многу поденапе, што значи тие сите радиатори, тие сите представуваат опасност, поголема опасност од пожари, него што имавме да речеме во изминатите години кога беше тоа да речеме многу помалку застапено. И затоа викам секој пожар е специфичен за себе. Ние имаме тука во нашата единица континуирана обука со анализа на секој настанат пожар. Кога ќе се вратиме од пожарите, секој пожар го анализираме детално, ги гледаме пропустите, недостатоците и онаму каде што не сме биле да речеме 100% да речем ефикасни во смисла значи непристапен пат, недоволно значи прегледност и така натаму, за да можеме тие значи некои корекции минимални да ги на наредниот пожар да ги усовршиме и едноставно да бидеме што е можно поефикасни со оние средства и опрема што ние во моментот ги имаме. И затоа ќе напоменам дека нашата обука за пожарникарите за сите вработени е континуирана. Секојдневно се учи, секојдневно се укажува на некои нови настанати, значи пожари, настани, било да е тоа во нашата општина, било тоа да се случило во некои други општини, па во други земји или региони, секој искуство, секој нов пронедок, секоја нова иновација, ние им презентираме на сите вработени за да бидат во тек со истото, за да можеме утре кога би се сетнале со таков проблем, да можеме што поефикасно и побрзо да го решиме, а се со цел за луѓето да имат што помала материјална штета и едноставно да си го спасат домот во кој што го вложиле, можам да речам слободно, значи целиот живот. Така, можеме еве да заклучиме дека секако вашата работа е навистина корисна, иако е опасна по вашиот живот, меѓутоа треба да се цени, нели, вие сте дел од таква работна организација која што навистина помага околу нормалното живење или некогаш испречување на поголеми катастрофи. Кичево е една котлина обкружена со планини и со шума, каде што во тој пролетен, еве како што кажавте вие, и летен период, па и есенски, имаме голема веројатност од појава на шумски пожар од било кој фактор. Меѓутоа, верувам дека ќе се сложите со мене за било каква појава на пожар, можеби сепак најголемиот фактор е човекот,
И ако ги споменеме сите овие грейни тела што ги спомнавте, секако дека нивната контрола треба да е од страна на човекот, и електрична инсталација и сите други работи. Што еве за крај на овој наш разговор, вие како командир на територијалната противпожарна единица и како долгогодишен искусен пожарникар, што вие ќе им порачате на нашите гледачи околу превентива од појава на вакви несакани работи кои што произлегуваат како последица на пожар? Да, вие многу убаво кажавте дека најголем дел пожарите настануваат од човечкиот фактор, односно од невнимание. Јас можам слободно тоа да потврдам и да речам дека 98% од пожарите се настанати од невнимание. Меѓутоа, како што напоменав претходно, со добра едукација, со добро разгледување, значи со добра анализа на сите настанати претходни појави или пожари и со добра едукација уште од мали нозе во основните и средните училишта, пожарите секоја година мислам дека ќе земаат што помала бројка и ќе бидат што помалку застапени, а граѓаните ќе бидат позадоволни и среќни. За да имаме што помал број на пожари, треба прво ние самите од себе се однесуваме одговорно. Во смисла на редовно одржување, да речеме, на димоводните канали, оджаците што ги имаме во становите или во куќите, да не палиме, значи, пламен, оган на отворено. Се што не ни е јасно во врска, значи, со пожарите што може да има проблем, да не консултираат на 193, телефонскиот број е бесплатен, достапен е 24 часа за граѓаните. Сето тоа што е во домена на нашето работење, ние секогаш ќе им излеземе во пресед на нашите граѓани, бидејќи ние работата што извршуваме професионално и ја извршуваме со задоволство, бидејќи ние во таа работа едноставно може да бидам слободно вака преведен дека едноставно уживаме и ни е задоволство да им помогнеме на граѓаните, бидејќи нашата институција е, како што реков, стручна, професионална и хумана. И секогаш одиме со срце да им помогнеме за луѓето да немаат штети, што никој тоа и на крај краишта да не го посакува. Можам за крај само да кажам дека, како што реков, доаѓа проектниот период и се надевам дека ќе се однесуваме поодговорно и ќе имаме што помал број на пожари во интерес на граѓаните. И уште еднаш поздрав до вашата емисија и ги поздравувам сите мои сограѓани. Господин Соколевски, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Акцент и ви посакувам успешна работа. Ви благодарам и вам. Ви благодарам што и овој пат бевте верни гледачи на Акцент. Останете и понатаму со програмата на телевизија Мега. Довидување.